Почитувани, денес во посета на Прилепската болница дојде Димитар Ковачевски да пушти во употреба апарат и оддел за магнетна резонанса. После 5 години власт на СДСМ, конечно, ние прилепчани дочекавме некаква инвестиција во Прилепската болница, во истата болница каде за време на грејната сезона немаше затоплување, во болницата каде мамографот подолг период не е во функција и апаратите не се одржуваат, во болницата каде долгот е сериозно зголемен од кога ја менаџираат кадри на СДСМ. Како не му е срам на премиерот Ковачевски да доаѓа во болницата во која имаше најмногу смртни случаи за време на ковид пандемијата. Прашуваме, зошто Ковачевски повторно ги избегна тутунарите, на кои се уште не им се исплатени субвенциите? Ги прашали воопшто некој од владата овие луѓе како набавуваат репроматеријали и нафта, како преживуваат, како врзуваат крај со крај? Дали е целта уништување на тутунопроизводството, се со цел задоволување на фамилијата, тоест мафијата, да го користи регионот за производство на марихуана? Какви мерки презема Ковачевски за безбедносната состојба во Прилеп, кој се повеќе наликува на наркомафијашки град, во кој секојдневно има тепачки, пукање со огнени оружја во угостителски објекти, запалени автомобили, тешки кражби и убиства? Дали ваквата состојба се должи на поддршката на сторителите на криминал од страна на истакнати функционери на СДСМ во Прилеп? Дали ќе преземе нешто против сериозните скандали за вмешаност во криминал на високи полициски службеници? За жал, неспособноста на Ковачевски и владата предводена од СДС најмногу ја чувствуваат граѓаните на свој грб. Во овие 100 дена старо-нова влада, предводена од Ковачевски, како продолжена рака на деструктивните политики на Зоран Заев, нема ништо друго освен растечка сиромаштија, високи цени на основни прехранбени продукти, зголемени сметки и давачки, национално понижување, тргување со националните интереси. Почитувани, на Македонија се потребни предвремени избори. Тоа е единствениот начин за спас на неспособноста на СДСМ и Ковачевски. Избори за да се стави крај на недомајкинското работење, нерационалното трошење пари, огромното задолжување, крај на бедата и сиромаштијата кои ги имаат зафатено граѓаните.